Каква магија. Добро вечер на сите. Најпрво, добро вечер за гевгеличанките, а посебно за оние од Унијата на жени на Гевгелија. Поздрав до гевгеличани, поздрав до членовите на ВМРО ДПМНЕ, партијата што ме предложи за кандидатка за председател на Република Македонија. Добро вечер до коалиционите партнери на ВМРО ДПМНЕ, коалицијата за подобра Македонија, зашто сите ние заслужуваме подобра Македонија од оваа лоша Македонија што ни се случува. Поздрав до сите македонци, албанци, роми, власи, бошњаци, срби, египтјани, сите граѓани на Република Македонија, зашто Македонија е наш заеднички дом. Во овие речиси 2,5 години домот што јас го чувствувам, не мојот личниот, туку овој заедничкиот, не мислам дека е добар дом за сите нас. Особено што кога на власт е луѓе што се колнат во социјал-демократската идеологија, што ќе рече хуманизам, солидарност, социјална држава, а ниту солидарност, ниту хуманизам, ниту социјална држава, туку Македонија стана социјален случај имаме, тогаш нешто е труло во оваа земја. Таквиот трулеж бара најпрво осуда, ама потоа бара да биде ставен крај на него, и тој крај јас го гледам на 21 април. Значи, набрзо. Вие сте тие кои даваат и одземаат легитимитет, вие сте тие од кои зависи нашиот мандат, нивниот мандат, и вие оценувате. Дојде време да го кажете последниот збор. Дали сте задоволни од оваа власт или не? Одговорот е јасен. Зошто јас, како некоја, која имаше прекрасен универзитетски дом, одлучив да се борам за подобар политички дом, за македонски дом. Ке ви кажам, ако цел живот ги учам студентите, иако замислете велат, јас сум била полтрон. Смешно. Ако ги учам студентите цел живот на критика, на критички однос, на критичка промисла, на цврста одбрана на ставовите, сигурно тоа не го правам случајно, туку зашто мислам дека не сте ни човек ако немате свој став, ако не го браните ставот со аргументи, а не со лаги, ако не учите на отпор, ако не учите на реформи, ако не учите на промени. И што се случи? ВМРО ДПМНЕ по демократски пат реши да им даде шанса не само на оние од внатре, туку и на оние од надвор, доколку се разбира, со својата програма и визија, ја заслужат поддршката на делегатите на конвенцијата во Струга. Во културниот дом, не во хотел, по строго утврдени правила кои сигурно како експерт за избори можам да кажам дека беа гаранција за фер и демократски внатрепартиски избори. Значи,
Јас ги убедив делегатите со визијата да гласаат за мене и мислам дека не направија лош избор. Се разбира, имаше многу вредни кандидати. Луѓе од доверба, луѓе кои се вградиле себе си во ВМРО ДПМН. И јас сум пресреќна што и тие во својата професорка препознаа некој што може да ги инспирира и другите. Оние кои никогаш не гласале, кои биле аполитични, оние кои гласале можеби за партијата на власт, но сега нема тоа да го направат. Младите што допрва доаѓаат, сите тие мислам дека ако ни се придружат, дека ќе го направиме најмоќното гласачко единство што сигурно ќе не однесе во победа. Мислам дека и луѓето кои имаат многу дилеми после она што се случуваше на референдумот, дали оваа власт е способна и дали сака да организира фер и демократски избори, мислам на луѓето кои имаат намера да бойкотираат, мислам дека и тие ќе ни се придружат, зашто ќе сватат дека само одвнатре, само ако власта е во вистински раце, можеме заедно да создадеме амбиент за промени, за реформи, да почнеме да ја градиме Европа дома, зашто не се оди, не се патува кон Европа, туку Европа се гради дома. Ако тие за овие речиси 2,5 години не сменија ништо, освен името, не верувам дека во преостанатиот период знаат, сакаат и умеат како да го сторат тоа. Значи, има кој го сака и знае европското право, има кој ги знае европските стандарди, има кој ги знае научените лекции по демократија, има кој знае како да направи економски и социјални реформи, тој ќе биде препознаен последните предвремени парламентарни избори. Е тогаш, кога ќе се собере енергијата на председателката и енергијата на новите интелектуални, европски, македонски реформатори, јас ве уверувам дека ние ќе направиме европски реформи. Сега ќе дознаат набрзо дека ништо од нивните ветувања, ниту плати од 500 евра, ниту задоволни пензионери, ниту субвенции за земјоделците, ниту задоволни професори и учители, ниту млади спремни да останат, иако се фалеа дека заради нив го прават подпишувањето на Преспанскиот договор, ништо од тоа не препознаваме. Па тогаш мислам дека доаѓа нивниот крај. Затоа, почитувани граѓанки и граѓани на Гевгелија, мислам дека дојде времето да ставиме крај на најголемите и најдлабоки поделби не само меѓу различните етноси во Македонија, туку и во македонското раскинато ткиво, македонското сгазено достоинство, да си ја повратиме хармонијата, да си го повратиме единството, за да можеме да си ги вратиме децата, за да можеме да ги охрабриме земјоделците,
за да можеме да ги охрабриме пензионерите, за да ветиме дека она што тие го правеа, никогаш нема ние да го сториме, зашто ние сме антизаевисти. Ние не велиме дека тоа што го кажуваме, го забораваме, а потоа го негираме. Ние велиме дека се што ќе чуете денеска овде, од мене и од лидерот на ВМРО ДПМНЕ, длабоко ќе го задржиме во мислите. Никогаш нема да го заборавиме, се додека не го исполниме и реализираме. Тоа е новата филозофија. А татковинава што не вика, со право може би јас како жена велам дека има потреба од мајка, зашто цело е кога има се. Дојде времето ние жените да додадеме свој придонес, видлив придонес на највисоко политичко ниво во македонската политичка приказна. Како жени, бидејќи Македонија е жена и татковината е жена, имаме посебна обврска кон тоа. Да не заборавиме на бегството, екзодусот на нашите деца, да ги вратиме или да ги задржиме, да ги убедиме дека има шанса за Македонија, но не со нив, туку со нас. Во оваа земја нема демократија. 2,5 години јас не гледам стабилни институции што работат по процедура. Гледам само силни поединци кои толку многу моќ концентрирале кај себе што не може да ја контролираат. Кога не сте попречени, кога немате спрега и кочница од опозиција, кога немате спрега и кочница од пратениците кои поинаку мислат од вас, кога немате критичари, туку имате обожаватели околу себе, тогаш ќе потонете во глупости. Тогаш Македонија ќе личи на земја во која, како што вели Ротердамски, се фали глупоста. Такво нешто не заслужувате вие. Ние заслужуваме пристојни, учени, политичари, интелектуалци, критичари, кои не се поклонуваат пред странците само заради тоа што се странци, туку им ги опишуваат вистинските состојби, ги бранат аргументите, спорат со нив, водат диалог и велат: ве молиме, разберете, наша е татковината. Вие може да бидете практични и прагматични, ама ние не можеме да заборавиме на срцата и на умот. Зошто за татковината се работи. Се занесуваат дека комплиментите што ги добиваат се вистински. Не сваќаат дека сите европски политичари, сите светски политичари, кога треба да решат проблеми, особено на Западниот Балкан, за кој што се смета дека е Ахилова пета на Европа, дека е се уште потенцијално буре на барут, мислат дека се восхитени од нив кога им нудат награди. Не. Кога немате став и кога не си ја браните и застапувате татковината низ националниот интерес, бидете сигурни дека не ве почитуваат. Тогаш само сметаат дека сте погодни личности за полесно, практично и прагматично да се решат проблемите. Така постапуваат сите бирократи и технократи. Ама
Мнозина во Европската Унија, интелектуалци, умни, образовани, велат дека ако ЕУ е Европска симфонија, дека таа е недовршена без Западниот Балкан и без Македонија во неа. И јас верувам во тоа. Затоа сме собрани овде, за да покажеме дека има хармонија и симфонија меѓу нас, зашто само така ќе можеме да станеме дел од Европската симфонија и хармонија. Многу сме и дале на Европа. Овие простори немаат само грдо лице на војни и конфликти. Имаат и прекрасно уметничко лице. Сигурно знаете дека малата Европе токму од овие простори потекнува. Од секогаш сме биле културно, географски, но не и политички дел од Европа. Крајно време е вистински да се европеизираме. Тоа овие луѓе не го прават, ниту го сакаат, ниту можат. Оти со непотизам, со клиентелизам, со фамилиарни односи, со корупција, со криминал, не се станува европјанин. Се останува закопан на Балканот во време што пред многу векови одминало. Мислам дека еднаш на таа бескрајна транзиција, која што беше отворен грабеж, секоја транзиција се вели дека е првобитна акумулација на капиталот и грабеж. Оти тогаш преку ноќ, оние кои беа близу до власта, станаа пребогати луѓе. Ама малкуте пребогати луѓе, концентрирајќи го најголемото богатство во Македонија, не оставија место за живот за многуте според нив обични луѓе. Затоа јас велам дека ако бројот на најбогатите е еден грст, а ако бројот на сиромашните секојдневно се зголемува, нема шанса за демократија во таквата земја. Оти демократија значи власт на народот, од народот и за народот, демос. Како збир на индивидуи, ако тие не одлучуваат за својот живот, тогаш нема демократија. Не, тоа е овој режим, автократски режим, авторитарен режим, со силни елементи на диктатура, поданичка политичка култура, наместо партиципативна политичка култура. Зошто, како што им се додворуваат на странците, така се обесни и далеку од обичните граѓани. Живеат во свет што не е наш свет. Затоа треба да го смениме овој свет, зашто овие луѓе заслужуваат подобар живот и подобра иднина. Перцепцијата или сликата за власта во Македонија е страшна. Далеку од тоа дека политиката е нешто што има во себе благородно и уметничко поставена цел, средства кои што водат до таа цел, инклузивност на многу актери. Не. Политиката во Македонија се перцепира како кој, кога и како да грабне и да земе. Што повисоко, полесно до целта. Што повисоко, полесно до богатствата. Затоа е Македонија земја на несрекни луѓе
и на неколкумина или не знам стотина пресрекни политичари кои живеат како да се во Брисел. Ама ние не сме во Брисел. И не сакаме да одиме во Брисел како дестинација, сакаме да одиме во Брисел како на европски стандард. Ама ако тие не знаат како се градат стандарди, ние знаеме. Значи, сме научиле ние од дедовците и прадедовците како да се бориме за право, правда и правдини. А сега, нашата највисока цел, не велиме ние како папагали ЕУ, НАТО, е владењето на правото. Зошто само тогаш сите луѓе ќе имаат еднакви шанси. Зошто само тогаш правдата ќе ги стигнува сите и ќе значи дека сите имаат право на право и правда. Сегашната правда е селективна. Не е правда реваншизмот. Право и правда во Македонија ќе има кога ќе видиме висок функционер пред јавното обвинителство. Право и правда во Македонија ќе има кога ќе видиме луѓе од власта осудени. Но тие се недопирливи, зашто нивна е не само политичката власт, нивно е судството, а каде што судството не е независно, не може да има ни право, ни правда, ама тоа е далеку од Европа. Затоа треба да си ја приближиме Европа овде, во битката за независно судство. Веќе ќе стигне извештајот во кој што секој ќе може да прочита дека не е независно судство, судството што се согласуваше да ослободува кого сака и како сака, по нарачка од притвор, од затвор, на слобода. Тоа не е вистинско судство. Тоа е судство на кое превезот му е тргнат. Зошто? За да го види ликот на лидерот и на оние кои наредуваат. Тоа не е нашето судство. Ние сакаме на судските функции да бидат најдобрите правници. Да не е важно кој е на власт, правото и правдата да важат за сите. Во такви услови и економијата ќе биде подобра, зашто овде не доаѓа капиталот од надвор, ама не цвета ни оној одвнатре. Зошто? Зашто оние кои вложуваат во економија сакаат правна известност, правна сигурност. Сакаат да знаат каде и како ќе оди профитот. Сакаат да знаат дека добивката им е заштитена. Сакаат да знаат дека нема да бидат подмитувани. Сакаат да знаат дека нема да бидат оценувани. Ако со нула странците го оценуваат економскиот амбиент, тоа значи дека не само нема економски просперитет оваа земја, не само што не може да цвета економијата, туку дека трње постојат во правото и правдата и нивната заштита, односно во судскиот систем. Нужна е темелна реформа на судскиот систем. Мора да се заострат критериумите на изборот на судиите. Мора да се знае дека не се станува судија со партиска книшка и со политички збор, туку со диплома, со знаење, со судска академија, со јазици. Само така ќе имаме независно судство. Го немаме. Тоа е нашиот предизвик. Велат дека корупцијата и криминалот се најголема закана и за економијата,
и за политиката, и за образованието, и за културата, ама дури и за суверенитетот на една земја. Кога власта е преполнета со корумпирани политичари, тогаш и однадвор, и одвнатре, секој може да ви нареди агенда или да ви сугерира, а вие молчешкум тоа да го направите. Зошто? За да си ја заштитите слободата, оти знаете дека не ја заслужувате. Епа, почитувани граѓанки и граѓани, ние бевме сведоци на телевизиски серии во кои гледавме отворено признание за подкуп и за криминал, но санкцијата никаде ја нема. Значи, ако јавно видовме што се случува, тогаш логично е да се запрашаме што би направил некој премиер или министер во било која европска земја. Најпрво, нема да дозволи во текот на мандатот да биде предмет, односно субјект на постапка како премиер. Ке си поднесе оставка за да му овозможи на судот да биде независен, а потоа може и да се врати ако биде ослободен. Ама среде мандат да бидете ослободени. Тоа нашата меморија ја освежува дека ова не се случува прв пат и дека и во минатото сме биле сведоци на помилување. И тоа токму врз тој фамозен член 11 од Законот за помилување од 93 година, против кој сега толку гнев има премиерот. Интересен феномен. Да не говорам за неговите коалициони партнери, кои на волшебен начин, преку една чудна постапка на измена на кривичниот законник, беа ослободени. И сега ние зборуваме за тероризам, за закани на уставниот поредок, а никој не зборува за децата жртви само заради тоа што рибареле на Смилковското езеро. Никој не зборува веќе отворено и гласно за диво населје. Нас не прашуваат што мислиме за 27-ми, меѓутоа тие не одговараат што мислат за овие случаи, кои се не само болни, туку и крајно проблематични за правна држава. Меѓу останатото и затоа треба да се заминат. Се фалат дека во следниот период што им преостана, ќе посегнат по суштински реформи и дека преспанскиот договор и новосоздадените односи со соседот ќе отворат простор за брзи, да не речам како што велат фантастични, оти сите ни се чуделе, нели? Промени во сите сфери. Не верувам во тоа. Не верувам во тоа. Тоа е погрешно чекање на изгубено време. Ако досега не покажаа капацитет, дури 26 мина, замислете, за 2,5 години една промена. И тоа најнеочекуваната, најболната, најнеобмислената, најтешката, нешто што е надвор од било кое очекување, промената на името. Ако е тоа најголемата реформа, јас не верувам дека 26 мина, замислете, можат нешто друго да направат. Тие можат да делуваат само по наредба.
Тие немаат собствена креација, зашто и немаат собствена програма, зашто и немаат собствена визија, зашто не умеат да креираат собствени политики. Се што сторија е надвор од границите на правото. Тоа веќе не смееме да го толерираме. Администрацијата, државна, јавна, цела растрчана во изборите. Сите министри секој ден шетаат низ Македонија. Забораваат дека се ваши министри и ваши министри и дека не треба да се вклучуваат во изборниот процес. Но, начело со премиерот, предпладне се држава, попладне се партија. Чуден феномен, а во сите извештаи на ОПСЕ ОДИХР пишува дека подитно и трајно треба државата да се одвои од партијата во Македонија. Не само што не е одвоена, туку првиот меѓу еднаквите, премиерот, дури и со судските реформи раководи, затоа ги нема. Наместо некој експерт, независен, критичен, тој и судските реформи, бидејќи знаете дека е начело на тоа, на Советот за судски реформи. Тоа не е европски манир, тоа не е европски начин на креирање политики, тоа не е европска реформа, ниту била, ниту ќе ја биде. Од непотизам веќе не можеме да дишеме, само воздухот е позагаден. Секој ден слушаме како цели фамилии се вработуваат и нема проблем, зашто во претходниот систем биле заборавени најумните и најталентираните и сега им дошол моментот. Неверојатно нешто. Очекувам антикорупцијската комисија на вистина да ги испита сите овие случаи, но се уште не гледам резултати од тоа. Се разбира, дома на поинаков начин ги решаваме проблемите и државата не смее да наликува на фамилиарните односи, зашто фамилијата не можете да ја бирате, ама администрацијата треба да ја бирате по строги критериуми, оти таа е најмалку фамилиарна работа и најмалку е работа само на премиерот и на фамилијата околу него. Пред секој председател или кандидат за председател на Република Македонија се поставуваат многу прашања и дилеми. И пред мене. И тогаш кога се кандидирав за конвенцијата во Струга, и тогаш кога размислував и денеска. Но ве уверувам дека цел живот јас ја анализирам македонската демократија, македонскиот политички систем, македонските избори, македонските политички партии, но не само во македонски рамки, туку и во компаративни. Знам што е добра приказна, знам што е лоша приказна. Знам како може да се подобрат состојбите. Еве дојде времето, предизвикот, тоа да го покажам, односно да ви го докажам. Значи, ако на 21 и на 5 резултатот е во полза на кандидатот на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери, односно, ако јас бидам избраната, најпрво ќе сторам се за да ви покажам секој ден, постојано, во текот на 5 години, дека сум тамо не за да стигнам
до некоја политичка функција, туку заради вас, дека сум со вас, дека ги чувствувам и дека живеам со вашите проблеми. Тоа ќе го проверите преку моите обраќања пред собранието, зашто ви ветувам дека не еднаш во годината, туку многу пати или толку колку што има проблеми, ќе се обраќам до пратениците и до владата, барајки итно решавање на оние кои проблеми на оние кои јас ги представувам, вас, граѓаните. Нема да дозволам да не ставам забелешки и вето на секој закон што ќе биде надвор од Уставот, зашто председателот треба да дава личен пример, дека е под Уставот, дека е во рамките на Уставот, дека знае што е политика во границите на правото, дека нема да дозволи политизација на правото. Во тоа ќе му помагаат оние околу него, умни, стручни, компетентни, оти на тоа се повикувам јас. Се разбира, нема да ми се лутите ако предпочитам женско друштво. Тоа не е случајно, туку за да покажеме дека и ние жените сме одговорни и дека и ние жените сакаме да помогнеме за Македонија и дека и ние жените сакаме да им овозможиме на мажите да се занимаваат и со други активности, а не само со политика, дека не е добро политиката да е само машка, дека не го велам тоа заради джентламенството, туку заради различните начини на перцепција на проблемите и различните начини и уметнички способности за нивно решавање. Тоа го гледате сигурно и во дебатите. Јас немам намера да се расправам со против кандидатите, се разбила, кога имате знаење и аргументи, вие сте мирни, смирени и се обидувате да ги убедите. Замислете председател кој нервозно реагира, не го дослушува соговорникот, не го почитува соговорникот, не, тој може да направи многу грешни потези. Замислете особено како врховен командант на вооружените сили, ако нареди нешто без добро да размисли. За жал, јас одговорно тврдам дека во друга земја, после толку многу функции во сите можни структури и номенклатури, Државната изборна комисија би подразмислила дали кандидатот или кандидатката не треба да се деконтаминираат од тој амбиент во кој што живееле, за да можат да водат здрава председателска политика. Но во оваа земја, со оваа власт, тоа не важи. Значи, најпрво, не само во кабинетот, туку и во Советот за безбедност, деновиве сватив дека немаме ни закон за Совет за безбедност, а тоа е уставна категорија. Како може тогаш да функционира овој Совет? И си велам, зошто во едно вакво тело, ако еколошката загаденост во Македонија е врвен предизвик за секој разумен човек, зошто тогаш, значи, нема во ова тело министер, да речеме, за екологија? Знаете зошто нема, нели? Зашто нашиот министер за екологија смета дека само во Швајцарија луѓето имаат право на здрав воздух. Така рече, не сме биле швајцарци. А неговиот заменик пак мисли дека закон кога ќе сме донеселе уште еден,
а имаме закон за екологија, меѓутоа се работеше за заштитата на водно, последното нешто што над Скопје остана да подсетува на зеленило и на природа, сега и тамо ќе врват нивните гасоводи. Ете, во Скопје има газ, ама нема по домовите. Проблемот е, значи, не во она што го прават во дистрибуцијата. Проблемот е, можеби, во парите се чини. Можеби на тој начин некои печалат големи пари, иако и поздраво би било и поевтино ако се грееме на газ. Значи, се во ова покажува неспремност и незнаење. Јас во ова тело ќе именувам најстручни и најкомпетентни, најкритички настроени луѓе кон македонската безбедносна состојба, зашто само од критичари, а не од обожаватели имате полза. Само тие ќе ги посочат вистинските решенија. Истото го мислам и за Уставниот суд. Да седеле во Уставниот суд најдобрите македонски правници, нема да ни се случуваа овие неправди, нема да се случуваше ова газење на Уставот пред очите на оние кои се тамо за негова одбрана. Не, тие веднаш по референдумот неуспешен ќе превземеа сами иницијатива и мерки. И нема ние сега во пеколот да одиме со мислите, размислувајќи дали она што во химната го пееле и го пееме може да се оствари. Се разбира дека може, ама не со оваа власт, само со некоја друга власт. Жените овде ме инспирираат да кажам дека да, во македонската армија има малку жени, нема стратегија за нивен ангажман, а познати се миротворните способности на жените. Кога создавате живот, вие се борите да го сочувате животот. Јас се надевам дека ако станам председателка, ќе видите жена генерал, ќе видите можеби и жена шеф на генералштабот, заеднаш да ги срушиме ние сите предрасуди за машкиот свет во Македонија и како што велам јас, која нели сака музика и рок-н-рол, како во песмата на Джеймс Браун, само тамо да остане дека ова е машки свет. Почитувани граѓанки и граѓани, има уште многу во мојата програма. Се надевам дека ќе водам постојан диалог со вас, не само преку канцелариите, туку и преку интернет. Стално ја поздравувам Твитер заедницата и Фейсбук заедницата, се заради Македонија, се заради правото и правдата.